Стендап шоуто на линија на актерите Тино Костадиновски и Атанас Атанасовски, закажано за 21 ноември во спортскиот центар Јане Сандански, е целосно распродадено. Поради огромниот интерес и побарувачка на пресконференцијата која се одржа претходниве денови, беа објавени одлични вести. Закажан е уште еден термин, и тоа на 23 ноември, повторно во истата сала. Да, со оглед на тоа што се работи за стендап и за една форма што постои кај нас, но во последниве години доби на популаризација и на сила, да речем, во последниве 5. Иако стендапот како форма постои кај нас многу од поодамна. Мене па тоа ми е многу повеќе драго дека се повеќе и повеќе луѓе и се повеќе и повеќе места овозможуваат стендапот како форма да види ден, да види бел ден и многу повеќе луѓе од порано уживаат во оваа форма. Веројатно полека сите сваќаме како поминува времето колку е тоа силна форма и колку е тоа форма која што и како е коректор на општеството, а воедно и носи позитивна енергија, расположение и лекува, како што ние би сакале да кажеме. Веројатно како општество свативме дека менталната хигиена е подеднакво важна како и физичката, би рекол, хигиена, а стендапот, театарот и уметноста општо овозможуваат таа ментална хигиена да допре до секој од нас. Затоа кажувам дека ми е драго што се испопуларизира толку и заинтересираноста за стендапот општо, не само кај на нашите настани, не го гледам дека секаде низ Скопје и низ Македонија кај што се прави стендап, кој да прави, кое место и да го одбере, тоа е полно. И тоа ми е кејфот што можеби конечно ќе почнуваме полека да се освестуваме и да бараме решение во некои вакви уметнички форми. Сега сваќам дека всушност ние сме во просторијата во која што чекаме пред да се појавиме пред публиката. Исто пред 4 настапи лани седевме точно во оваа просторија и сега во моментов ми се создаде една паника дека никогаш немало новинари, сега сваќам како било пресконференција кога држеле овде. И чувствувам голема одговорност во моментов како да треба сега да излезам и да имам настап, да успеам да насмеам луѓе. И сакам да кажам дека чим го чувствувам ова, дека ќе биде добро и дека тлее ситуацијата и атмосферата се подига. Исто така би сакал да кажам дека живееме во едно безсмислено време, односно живееме во телефоните, не живееме веќе. Точка. И сакам да кажам дека оваа средба што ќе се случи на 21 и 23 ми дава надеж дека животот и смислата ќе ги најдеме кога сме сите заедно на едно место, а не во живо, а не на телефоните. Така што ќе се излечиме сите заедно и ќе се забавуваме и ве очекувам да дојдете во што е можно поголем број и на вториот настан. Шоуто ќе го отворат нивните колеги, стендап комичарите Антонио Ташковски и Александар Михајловски. После тоа, минатата година, 4 исполнети арени на кои што сите ние бевме сведоци, наистина ни е драго што ќе бидеме ваши гости и ние, како дел од новиот бран, би кажал, затоа што ете јас, за разлика од нив, се занимавам со стендап, ако можам да кажам дека се занимавам. Мислам да, слободно можам. Еве веќе 2 години дел сум од тој новиот бран, како што кажав, за кој што ми е посебно драго и се разбира најголемата благодарност е до публиката која што покажува огромна заинтересираност во последниве неколку години за стендап. Со самото тоа што има интерес, луѓе доаѓаат на настапите кај нас и кај сите стендап комичари, со тоа расте и целата сцена, прекрасно е тоа да се види. И верувам дека публиката ептен ќе се забавува и на 21 и на 23, а како публиката, така и ние на сцена. Оваа најава доаѓа по извонредната година за Тино и Атанас. 4 распродадени арени, турнеи низ Македонија, Европа и Германија и повеќе од 40.000 луѓе кои досега се насмеале заедно со нив. Инаку лани ја прошетавме и Македонија со надпросечен македонец. Бевме во сите градови, јас имам една изрека, се смееме цело време, викам ќе го најдеме и последниот македонец низ светов која шетаме и ќе го насмееме. Со тоа сакам да кажам, ќе го исчистиме, ќе го прочистиме и ќе му го направиме денот, животот, секундата
поубав. Ова шоу се вика На линија, има символично значења, би рекол. Линијата, јас би ја земал, моето омилено значење е онаа линија што не поврзува сите, колку и да сме различни, колку и да размислуваме исто и колку и да имаме различни ставови, сепак треба да бидеме на линија едни со други. Сакам да им се извинам и воедно да им ветам дека ќе го добијат нивниот payback, како се вика тоа, на 21 на 23 ќе наплатиме за тоа што една година не гледале и верувам дека ќе уживаат. Ќе се одолжиме payback, да, извини, не ми текнуваше зборот. Ќе се одолжиме на скопјани и скопската публика и мислам дека тоа ќе биде најдоброто издание и најзрело издание во стендап од нас двајца. Па мене ми е тоа болка. Вас ви е смешно. Едноставно е така, у различни атмосфери сме. Јас страдам себе си за кај вас да премине енергијата, а после јас ја зимам од вас на крајот, така да тоа е еден бесконечен круг на поврзаност меѓу актер и публика и тоа кога трае и кога се случува, тоа е нешто неверојатно. Баш ми е криво за некој што никогаш не успел да го доживее тоа, а се бави со оваа професија, тоа е сигурно му не достига и мислам да не се почувствува, тоа е трагедија. И се извинувам на скопската публика што чекаше една година. Ветуваме дека ќе се одолжиме. Мислам дека ова ќе биде најдоброто и најзрелото од нас, изјави Тино Костадиновски. А Атанас пак додаде дека На линија не е само хумор, туку и порака. Ова ќе биде вечер за позитивно расположение, лек за душата, ментална хигиена. На линија е символ да бидеме поврзани едни со други. Благодарност до целата публика, особено до скопјани. Тука ги имаме представниците од Македонскиот олимписки комитет, како претседателот Даниел, така и секретарот на Македонскиот олимписки комитет, кој што препознаа се што се случува со Тино и Атанас и одлучија да им покажат и одреден респект, така да ќе ги повикам тука да кажат што имаат и награди. Голема чест е што овие момци кои избраа спортскиот центар Јане Сандански за нивно место за промоција, а наша голема чест да помогнеме вака млади и успешни луѓе кои што во овие времиња кај што смејата не е многу чест гостин во нашите домови и обкружување не почестија со тоа. Нема да доđам ништо, ама ќе кажам нешто што мислам дека сите ќе ги израдува, бидејќи оваа признаница која што ќе добие Атанас од мојот колега Тино, ќе биде само еден вовед во една уште поуспешна и плодна соработка, која што се вика дека јубилејниот 10-ти настан ќе биде гратис. Тоа мислам дека ќе ги израдува. Супер го кажа тоа. Фала ви. уште колку близко сме. Уште 4. Фала ви, дечки.